Почитувани, добар ден. Власта во заминување го празни буџетот и прави ненадоместливи штети. Договорот на Зоран Заев и Драги Рашковски со ново формираната фирма Сархемс ќе ги чини граѓаните 72 милиони евра, а нема да биде без никакви трошоци, како што лажеа. Можете да ги видите документите и во позадина, а истите ќе бидат доставени и до медиумите. Ова е барање од компанијата до владата за носење на соодветна уредба со која што ќе се пропише регулатива за утврдување и овозможување на прибирање на надоместок од столбовите за финансирање предвидени во договорот за јавно-приватно партнерство. Барањето е потпишано лично од партнерот на Заев и Рашковски, Саша Џаковиќ, и испратено до владата на 17 декември. Освен за спорниот договор, партнерот на Заев и Рашковски се повикува и на одредби од Законот за јавни патишта, со што се потврдува сомнежот, кој во повеќе наврати го искажавме, дека еден од начините на финансирање е можно да биде и преку наплатата од патарините. Во второто барање, адресирано до владата, Саша Џаковиќ го моли Заев да обезбеди локација за сместување на хеликоптерите и неговиот персонал. Уште една работа на која што укажувавме, кога велевме дека физибилити студијата предвидува и директен трошок од државата, со оглед на фактот што компанијата сака да и се даде на користење објекти, инфраструктура и опрема од Центарот за обука на пилоти. Повторно ќе напоменам дека во самиот центар досега се инвестирани десетина милиони евра. Третото барање, испратено до владата, во истиот ден се однесува на молба до Заев и Рашковски да овозможат склучување на меморандуми за соработка со државните институции, и тоа Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, МНАВ, Центарот за управување со кризи, Агенцијата за цивилно воздухопловство, Дирекцијата за заштита и спасување и други државни институции засегнати со овој проект. Приватната компанија, меѓу другото, очекува во овој меморандуми да се регулира и упатување на персонал од составот на наведените институции на должност кај приватниот партнер. Веќе предупредувавме дека скандалозниот договор на Заев и Рашковски предвидува ангажман на персонал од МВР и АРАМА за приватниот партнер, со што се доведува во прашање оперативноста на службите, но и се наметнува прашањето околу плаќањето на персоналот, а и самата потреба со оглед на фактот што МВР веќе извршува и овој тип на мисии. На сите три барања, приватниот партнер очекува да им биде позитивно одговорено, а сето тоа да биде сторено во координација со нив. Почитувани, доколку ова не е сомнителен и коруптивен договор, тогаш што е? Доколку ова не е криминал на власта во заминување, тогаш што треба да направат за јавното обвинителство да се освести и да преземе мерки? Ги кријат договорот и неговите анекси, како што змијата ги крие нозете, но повторно се фатени живи. Безмилосно земаат се што можат пред да ја напуштат власта. Избегнуваат да одговорат што добиваат граѓаните за 72 милиони евра, колку летови се вкалкулирани, колку чини час лет и кој ќе плаќа откако ќе се надмине бројот на прелети. Бараме итно да се отвори истрага пред да се направат дополнителни обврски и штети за Република Македонија. Одговорност за ваквото расипничко однесување ќе има по 12 април. Ви благодарам. Прашање? Надвор од темата едното прашање, власта го обвинува за кочење на законите за поголеми плати и пензии. Вашиот коментар? Власта, како по обичај, особено последниот период, лажи и манипулира. ВМРО ДПМН секогаш е на страната на граѓаните и секогаш кога станува збор за економски закони, за закони кои што предвидуваат било какво покачување, дали е тоа на пензии, плати и слично, ќе даде поддршка и во минатото давало поддршка. ВМРО ДПМН го кочи донесувањето на законот за дроги. ВМРО ДПМН нема никогаш да се согласи и нема да го поддржи овој закон. А Заев и неговата криминално-рекетарска банда се обидуваат на мала врата, на скриен, на шверцерски начин, под завесата на овие неколку други закони,
да го прошверцуваат, така речено, овој закон и ги ставаат во една ситуација 2 милиони граѓани на Република Македонија во ситуација на заложништво. Тоа нема да го дозволиме и тоа нема да помине. Така, уште едно прашање, ги спомнавте опојните дроги, во собранието има многу закони. Дали меѓу сите овие закони е истиот закон за Да, опојни и истиот закон е, и тоа како што напоменав пред малце, на овој шверцарски начин се обидува тој да помине. Јас са Бајлево и пишував на оваа тема, и сега овде пред вас ќе го повторам уште еднаш прашањето. Зошто никој не го истражува Колувлија, бизнис партнерот на Заев, односно бизнис партнерот на Заев, кои што заедно со неговата фамилија се влезени во бизнисот со марихуана. Како човекот е притворен во Србија, како едноставно нашле начин сето тоа да го спречат. Тоа е огромна афера, каде што цветот од марихуаната под плаштот на тоа дека доаѓа од друга странска држава е внесен во Македонија и дистрибуиран во трети земји. И за сето тоа обвинителството молчи и не најде за сходно во целиот овој изминат период да отвори истрага и да провери што се вистински случува. И од тоа бегаат, значи на најбрутален начин и се обидуваат да го скријат. Господине Нушев, има ли договор за поддршка од ваша страна на 40 на закони од оние што се сега во собраниска процедура и што се наоѓаат на пленарна седница? Дали со тоа отпаѓа заканата на премиерот Заев дека можеби нема да поднесе оставка, што значи пак реализација на техничка влада? Докаде се подготовките во ВМРО ДПМН и викендов, дали се среќавате со СДСМ на оваа тема? Во неколку прашања всушност во едно. ВМРО ДПМН е спремно и ВМРО ДПМН е секогаш спремно, исто како што сме спремни и како што ќе ги поразиме со огромна разлика на 12 април. Во целиот овој период се подготвувавме и сме максимално подготвени за она што следува. Она што Заев, вие велите дека било на некој начин закана, јас го гледам како уцена и огромна манипулација. Човекот е свесен дека е уште неколку дена премиер и дека веќе никогаш повеќе нема да се наоѓа на тоа место и буквално, губејќи го тлото под нозете, се обидува се да направи за што подолго да остане таму, меѓутоа тоа нема да му успее. Тоа му го порачуваме ние како ВМРО ДПМН, меѓутоа тоа му го порачуваат и граѓаните. Јас пред малку кажав, сите економски закони, сите закони кои што се од бенефит за граѓаните, ние ќе ги поддржиме, сме ги поддржувале во минатото исто така, да ве подсетам. Така да нема причина зашто истите да ги кочиме. Меѓутоа, од друга страна, се она што е штетно за граѓаните, како што е законот за опојни дроги и се она што СДСМ и Заев се обидуваат на шверцарски начин да го протат низ собрание, како изборниот законник, како законот за одбрана, тоа нема да го поддржиме и нема да го гласаме и за тоа веќе мал милион пати во изминатиот период сме говореле јавно и сме ги кажале нашите ставови. Да, викендов ќе има средба на кој што треба да се договорат деталите во однос на техничката влада, која што на 3 јануар ќе се формира, се со цел за да имаме фери демократски избори на 12 април. Ај вака, ја би инсистирал малце на поконцизно. Спикерот на собранието Џафери пред малку изјави дека на координација власта и опозицијата се договорила за изгласување на тој пакет закони. Од друга страна, Хари Локвенец од СДСМ пред некој час време рече дека распишувањето на изборите зависи од утрешниот ден од ВМРО ДПМН, дали опозицијата ќе ги поддржи тие закони. Дали се подготвувате воопшто за моментот дека може избори да нема? Видете, за нас не доаѓа во предвид да нема избори. Видете, не станува овде избориве на кој како ќе му текне така да прави. Значи имавме лидерска средба каде што беа присутни буквално сите политички чинители, политички субјекти, големи политички партии каде што заеднички се договоривме. И не може сега само за тоа што на еден му е нелагодно, а тој еден го знаеме кој е име и презиме, тој е Зоран Заев, и тоа му е нелагодно, односно не се осеќа спремен за тоа што знае дека ќе изгуби и за тоа што ќе биде само уште 5 дена премиер и никогаш повеќе, сите останати во држава да бидеме заложници. Избори на 12 април ќе има. Да, и само уште едно појаснување во однос на овие нели спорни закони. Факт е дека сепак од страна на ВМРО ДПМН илјадници амандмани се
поднесени по. Дали ова значи дека утре постои можност да биде дадена вашата поддршка, се со цел за викендов да бидат испеглани ставовите? Значи, еве во по однос на- трети, четврти или пети пат. Сите закони кои што се од бенефит на граѓаните, плати, пензии, се останато, никогаш не сме ги кочеле, нема да ги кочиме и ќе ги поддржиме. Се останато, како законот за дроги, измените на изборниот законник во насока на менење на изборниот модел на неколку месеци пред избори и законот за Арама, нема да го поддржиме и нема да го гласаме. Дали има други прашања? Благодарам.